Почитувани браќа и сестри македонци, ви пренесувам искрени поздрави од македонците од сите делови на Македонија, од македонците во светот. Милиони срца на сите меридијани вечерва чукаат со нас заедно за Македонија. Со нас се македонците од Европа, Канада, Америка и Австралија. Македонците во целиот свет ги отфрлаат тиранската платформа, договорот Заев-Борисов и спогодбата Димитров-Кодзијас. Тие се ништовни и во спротивност со домашното и меѓународното право. Представуваат велепредавство на нацијата, затоа што со нив Македонија треба да стане територија без народ и историја. Се разбира, тоа нема да биде. Ние, македонскиот народ, тоа нема да го дозволиме. Штом се смени власта, ќе бидат поништени. Единствени сме и обединети во барањата. Прво, оставка на владата. Распуштање на собранието и распишување предвремени парламентарни избори. Ова марионетска влада е нелегитимна, бидејќи врши флагрантно кршење на уставот и законите, на правата и слободите. Го отфрламе пристапувањето во Европската унија и НАТО алијансата поради антимакедонизмот на Грција и Бугарија, грчкиот и бугарскиот геноцид врз македонскиот народ, нацифашистичкото барање на Грција за промена на името на државата Македонија и нацифашистичкото барање на Бугарија за промена на името, културата и историјата на македонскиот народ, како вредно за солидарност на Брисел и Страсбург со Атина и Софија. Европската унија и НАТО не се достојни за промена на името и идентитетот. Бараме воени репарации од Атина за окупацијата врз Македонија од 1912 година и геноцидот врз македонците кој се уште трае. И покрај се, велиме, културата и историјата на Македонија не се ексклузивно право, туку дел од културно-историскиот идентитет на сите балкански демоси како современи политички нации, во чија што основа е македонскиот етнос, независно од разликите во читањето на историјата, од аспект на актуелната геополитика, дури независно од разликите меѓу современите литературни јазици, како производ на современите политички нации. Предлагаме историско помирување на македонскиот народ со соседните народи, предлагаме договори за траен мир и добрососедство на Република Македонија со соседните држави, меѓутоа врз основниот принцип на меѓународното право на еднаква сувереност, заедно разбирање и почитување, соработка по сите прашања од заеднички интерес, немешање во внатрешните работи и реципроцитет во меѓусебните односи. На македонците не им е потребна војна со албанците. И војната 2001 година не беше војна меѓу македонците и албанците, туку симулирана војна на Соединетите Американски држави за имплементација на нивни интереси за своји сфери на влијание на овие простори. Ги предупредуваме албанците од злоупотреба
на калето заради контролирана нестабилност на Македонија со цел промена името на македонците. Но што и да биде, Македонија ќе ја браниме и ќе ја одбраниме. Предлагаме уставна декларација за почитување на правата и слободите на националните малцинства, независно од пописните резултати, но врз принципот на еднаква сувереност. Тоа што за албанците во Македонија, истото и за македонците во Албанија. Бараме американскиот амбасадор веднаш да биде прогласен за персона нон грата поради грубо мешање во внатрешните работи на Република Македонија. Бараме председателот на Соединетите Американски држави итно да го повлече од калето од Македонија. Почитувани браќа и сестри, многумина бараат Месија. Тој дојде пред 2000 години и го распна. Спасителот е во секој од нас, во сите нас заедно. Затоа не чекајте команда за акција. Сите, во секое време и во секое место, на секој може начин, пружете отпор кон власта. Овој режим мора да замине. Македонија, 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 Македонија. Прашуваме, каде се интелектуалците во Социјалдемократскиот сојуз да се противстават на ова лудило, на ова безумие што ја демонтира државноста на Македонија. Секако, председателот Иванов ја ужива се народната подршка, остана единствена легитимна институција во Македонија. Меѓутоа, поради манипулациите на владата, заради политички концесии за промена на името, бараме председателот на Републиката итно и безусловно да ги помилува сите од настаните во собранието од 27 април 2017 година. Иванов, 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 Иванов. Тоа не е греф, туку помирување. Во војната 2001 година, во која од терористи беа убиени и масакрирани околу 100 припадници на вооружените сили на Македонија, власта амнестира воени злосторства, чии извршители денес се во министерствата, владата и собранието. Бараме председателот Иванов итно и безусловно да ги извести генералниот секретар и членките на Обединетите нации за ништавност на спогодбата Димитров-Кодзијес и да упати предрек резолуција до Генералното собрание за продолжување на членството во Обединетите нации под државното име Македонија. Бараме собранието веднаш да ја прекине постапката за пристапување кон измена на Уставот заради примена на спогодбата Димитров-Кодзијес со цел промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Промената на името на државата не е демократија. Промената на името на државата представува најтешко кривично дело велепредавство, геноцид врз македонскиот народ и злосторство против човештвото. Поднесовме кривична пријава против премиерот, министрите и 80 пратеници кои гласа за пристапување кон измена на Уставот. Бараме јавниот обвинител
да поднесе обвинителен акт и не заборавајте, кога и да е за делата против нацијата и државата, ќе бидете осудени со доживотен затвор и конфискација на личниот имот и имотот на семејството дома и во светот. Поднесовме барање до Уставниот суд на Македонија да ја поништи одлуката за пристапување кон измена на Уставот и бараме уставните суди веднаш да изречат времена мерка до одлучување, во спротивно соучествуваат во злосторство против нацијата. Бараме Уставниот суд и Управниот суд да ја поништат одлуката за избор на Талат Џафери за председател на Собранието, по иницијативите поднесени во 2017 година. Бараме Уставниот суд да го поништи законот за партиското специјално јавно обвинителство по иницијатива која се чува од октомври 2015 година. И за крај, апел до пратениците од опозицијата. Се случи рекомпонирање на власта со мек државен удар во Собранието. Невини лежат во затворите. Се случи опсада на партијата, прогон и бегство на лидерот. Добивте времена мерка, можна е конфискација на имотот. Што уште треба да се случи? Пратениците да останат статисти во Собранието и сведоци на убиството на државата и нацијата. Отпорот против власта не е коалиција за избори, таа е спас за името на државата. Ако денес ја бришат АСМОМ од преамбулата на Уставот, утре ќе ја избришат и ВМРО од партијата, ќе ја избришат партијата од регистарот. Народот даваше 27 години доверба за трајно решение на македонското прашање. Никој не добил мандат од народот за промена на името и за ревизија на историјата. Срамно е да се криете зад НАТО и Европската Унија. Затоа ве повикуваме на заедничка скорешна акција